Добар ден, ученици! Јас сум Ирина Стевановска, наставник по биологија во Средното училиште на град Скопје, браќа Миладиновци. Денес ќе се запознаеме со вегетативното и генеративното размножување кај растенијата. Размножувањето е основен белег на живите организми. Тоа овозможува одржување на континуитет на видовите на земјата. Исто така, овозможува и пренесување на наследните особини од родителите на потомство. Начините на размножување еволутивно се развивале исто како што се менувале и развивале организмите. Во основа на било кој начин на размножување лежи делбата на клетка. Вегетативно размножување е бесполово размножување. Потомците кои се добиваат со овој тип на размножување се нарекуваат клонови. Клонови се всушност новодобиени организми кои што имаат идентична генетска структура како своите родители. Постојат неколку видови на вегетативно размножување кај растенијата. Како прво, вегетативно размножување со адвентивни лисни пупки. На првата фотографија имаме добро развиени лисни пупки и доколку правилно се манипулира со нив, односно правилно да се отсечат, потоа правилно да се засадат и да се третираат, од лисните пупки се добие ново растение, тоа што кон почвата ќе се развијат корени, а над површината на почвата ќе се развијат стебло и листови, односно ќе се добие нова единка. Вториот тип на вегетативно размножување е со делови од вегетативни органи на растението, лист, корен и стебло. Вегетативно размножување со столони. Тоа е карактеристично за јагодата. Столоните представуваат издолжени делови на стеблото, кои што ползат по површината на земјата. На оние места каде што столоните ќе допрат почвата, почнува да се развива адвентивен корен, односно да се развиваат адвентивни корени, а над површината на земјата интензивно почнува да се развива стебленце, листови, а понатаму и цело растение кое што е идентично на примарното. Исто така, размножувањето со метаморфозирани стебла и корења е тип на вегетативно размножување. Тука на илустрацијата е прикажано размножување со луковица. Калемењето е вегетативен тип на размножување. Карактеристично за калемењето е тоа што треба внимателно да се одбере растението на кое што ќе се калеми, да се одбере калемот, правилно да се поставува калемот, меѓутоа исто така да се одбере и периодот на годината во кој што ќе се изведува калемењето. Инаку калемењето е корисно заради тоа што овозможува облагородување на растенијата со нови корисни особини. И за крај на вегетативното размножување, тука е размножувањето со култура на ткива, односно со одсечени делови од вегетативни органи на растенијето, например стебло, лист или корен, се добиваат нови растенија во лабораториски стерилни и строго контролирани услови. Сите овие растенија се клонови на матичното растение. Генеративно или полово размножување. Типот на генеративно размножување кај растенијата е наречен оогамија. Оогамија е процес на размножување со гамети, односно полови клетки, јајцеклетка и сперматозоид. Кај бесемените растенија, мовови и папрати, се формираат два типа на полови органи: архегонии или женски полови органи, во кои се формираат јајцеклетки, и антериди или машки полови органи во кои се формираат сперматозоиди. И во двата типа на полови органи, и архегонии и антериди, машките и женските полови клетки се формираат по пат на редукциона делба, односно мејоза. Да видиме какво е генеративното размножување кај семените растенија.
Семените растенија формираат генеративен орган или цвет. Во него се развиваат женски полови органи или толчници, еве го на илустрацијата, и машки полови органи, прашници, распоредени околу самиот толчник. Пред да настане оплодување, треба да настане опрашување, односно полановите зрна од прашниковите кеси да паднат на устенцето на плодникот, потоа да настане оплодувањето на јајцеклетката и да се формира зигот. По оплодувањето се развива семе, а кај скриено семените растенија и плод. Ова ни дава за право дека и цветот, и семето, и плодот се полови, односно генеративни органи кај растенијата. И во толчникот на цветот, и во прашниците се одвива редукциона мејотска делба. За крај, би сакала да ги одговорите овие прашања и на тој начин да се потсетите на денешната лекција. Ви благодарам на вниманието.